Така е, одиме натаму. Време за третото линковско вклучување на наша Марија и секако Науме зад камерата. Марија е секако веќе подготвена. Нејзина соговорничка овој пат е Билјана Костадиновска од Нула отпад. Има да ни кажат дека ќе се случува еден годишен екоконцерт на Мандолинскиот оркестар, се со цел да им кажеме на граѓаните што би значило ова Нула отпад. Марија, повели. Така е, кате токму одовде лице место, односно од пред музеот на македонската борба, каде што и ќе се одржи овој концерт, дојдовме да го најавиме. Зашто станува збор? Имено Мандолинскиот оркестар од Скопје денеска 14 ноември со почеток во 20 часот токму во овој музеј ќе го одржи својот концерт или така наречен еко концерт. Да не откривам каков е тој еко концерт, во продолжение ќе открија мојата денешна гостинка Билјана Костадинова од Нула отпад. Добро утро и добро дојдовте во нашата емисија. Добро утро, благодарам на поканата. Што значи еко концерт поточно? Која е нашата задача доколку присуствуваме вечер со почеток во 20 часот на овој концерт? Така, Нула отпад во соработка со Мандолинскиот оркестар Скопје втор пат организира еко концерт од овој вид. Членовите на Мандолинскиот оркестар, освен со својот неверојатен музички потенцијал и несекојдневен талент, се и еко активисти, односно поддржувачи на Друштвото за управување со отпад Нула отпад во идејата за примарна селекција на електронскиот отпад и отпадните батерии и акумулатори, како и укажување на неопходноста од нивно немешање со останатиот отпад, како и предупредување за опасноста од неправилно третирање на овој вид на отпад по здравјето на луѓето, како и генерално по квалитетот на животната средина. Токму овој концерт е во знакот на подигнување на јавната свест за правилна селекција на овој вид на отпад. На еден креативен начин алармираме за еден растечки проблем кој што е проблем дури и на најразвиените општества. Значи, ако сакаме да присуствуваме на овој концерт, не треба да купуваме билети, што треба да донесеме, да потенцираме? Така, значи на овој концерт не се присуствува со вообичаените билети кои што се купуваат. Влезот е бесплатен. Поканети се апсолутно сите генерации кои што сакаат да уживаат во убавите мелодии на Вивалди, на Мандонико, на Огински, на Зимер. Тоа што треба да го понесат со себе како влез на самиот концерт е стари истрошени батерии од својот дом или пак ситен електронски отпад. Значи тоа е влезот за денешниот еко концерт и апсолутно се поканети сите. Значи не е пожелно да се донесе некој поголем електронски уред? Заради просторот не би било препорачливо, туку нели за габаритните уреди апсолутно на сите граѓани им стои на располагање еколинијата. Тоа е телефонскиот број 070-236-000, каде што граѓаните секој ден може да се јават и да пријават по габаритен уред од својот дом. Единствено треба да се исклучени од вода и струја и да се на достапно место за преземање. Самиот концерт ја промовира и еколинијата како достапен сервис за граѓаните, правилно да го и бесплатно да го одложат овој вид на отпад, а како карта, повторно ќе напоменам, може да се донесат ситни електронски уреди како миксер, тостер, фен, принтер, монитор и стари истрошени батерии. Чинам напоменавте дека ова е втора еко концерт оваа година и минатата година бил организиран ваков еко концерт. Може ли да кажеме дали имаше многу заинтересирани, колку електронски отпад се собра, што донесоа заинтересираните? Така, не радува што овој вид на отпад прераснува во своевидна традиција. Не радуваат резултатите од минатата година кои што ги постигнавме. Она што импресионира е што на едно место ги собравме сите генерации, апсолутно присуствуваа деца, тинејџери и повозрастна публика. Сите беа сплотени од една идеја, идејата за заштита на животната средина, а беа водени од младите кои што го сочинуваат членовите на Мандолинскиот оркестар, кои што нели се водечка сила во општеството кога сакаме да направиме позитивни промени. Така што апсолутно е постигната целта со тоа што ги собравме сите генерации со една заедничка цел заштита на животната средина и самиот влез беше нели на тој начин регулиран. Сите носеа стари строшени батерии и ситни уреди од домот, се собра на вистина доста и не радува фактот што доста поголем дел од публиката на тој начин донесе и го исчисти својот дом од електронскиот отпад кој го чувал нели без потреба.
Дефинитивно вакви еко-концерти прават позитивни промени, па од тук за крај сакам целокупно да кажеме некои корисни совети, не да чекаме буквално само вакви концерти да направиме придонес, туку општо секој ден како да придонесеме за да се подигне таа јавна свест за правилна селекција на отпадот, секако и електронскиот отпад. Така, секој човек во денешното современо живење сам за себе представува еколошки проблем. Троши ресурси, користи електрични и електронски уреди и ги потфрла нели по истекот на нивниот корисен век. Од тука неколку корисни совети би биле да го искористиме до максимум корисниот век на уредите кои што ги употребуваме, да не живееме по парадигмата земи искористи и фрли, бидејќи тој отпад мора некаде да заврши и магично нема да исчезне. Да ги поправиме работите наместо веднаш да купуваме нови. Доколку уредите се уште работат, експертите за електронско рециклирање предлагаат пријателите, најблиските роднини да го наследат уредот, нели си да сакаме нешто побрзо, помало, посовремено, кога се уште работат уредите, да ги дадеме на некој можеби кој што не е во можност да поседува таков уред. А доколку уредот повеќе не работи и не може да се поправи, тогаш изборот да биде лиценциран колективен постапувач, кој што на безбеден начин ќе го отстрани уредот. Ја повторувам еко линијата 070-236-000, достапна за граѓаните секој ден на правилен, бесплатен и безбеден начин да го отстранат овој вид на отпад. Драго ми е што бевте дел од нашата емисија. И благодарам и на вас. Се надевам со внимание го слушавте овој разговор, да направиме позитивна промена колку што можеме, а тоа можеме да го направиме присуствувајќи денеска на овој еко-концерт со почеток во 20 часот, токму овде во Музеот на македонската борба. Можете да уживате во делата, оние дела кои што ќе се свират од Вивалди, Огински, Зимер и Мандонико, и секако не заборавајте со себе да земете неупотреблив електронски отпад.